Това знам. Јас не... Од чајкеро ја. Немам ни шејка ни глајна туку. Те ми го динјат. Ali nije to, ni gleda. А јас не пуля ичо чајкеро ја. Овие не пуля. Вчора sam ne pula. U taj sirka. Војси, дома да не паниш некаде да сопетиш. Војси. Sama sam se. Војси. Да не паниш да се скршиш така. Војси. Ами сигурно. Hai Dumitru, să comiunci. Какво е со староста? Се крепиш? Се крепа, така треба да зборови. Така де? Би ќе се крепи, бе сакаме еки бе. Така дома нема ни поред ни помош. Нема. Ни бе кара некој, ни бе бара. Ма... како си видиш? Сега да ме Господо кај стрека... Сега кој среќа късмет. Ама бе жена, ми вели, абе, туа не прича си, па ти не ме пасвај кај што не прича, ба ти ме ластара кај што прича, бе. Шка да рече, а? Еби си, едни па ме рек, брада и мустаки да баце. Така има. Сега јас кажи, че не знам каква ќе начека. Така. Ако најда да сака брада, ете брада. Сакаш бричено, ба, на. Не, нова стара су прича, нова не прича. Кај ти уди за бати, бе. Така е. Кај го да рече? Еби тоа е, ќе речеш, ништо, на најда му даваме 40 дена, па тамо бев и се вратни. И тоа е. Ајде со здравие. Чини му поздрав многу. Ќе му кажа. Ама ти поздрави, а да се напада ка со пулине кош го беде. Мај. Како, зашто? Како велиш ти, бе? Море, само за чужите, а? Зато... Пули за домашната? Онегаш вртиш по тета цвета. Зашто? Ќе да и лошо? Лошо, како лошо? Ти ќе да и лошо, да? Така, ај ми со здрави. И ти поздрави тамо. Хвала. Знаеш. Оваа се вика Илиовска мала. За свое време таа броеше преку 150 души. Преку 150 души жители имаше во фамилиите. Секоја фамилија беше по 10, по 12 луѓе. Денеска нема само 8 души остана во оваа мала. Си селија. Кој Америка, кој Канада, кој Австралија, некој тука во провинцијата, во внатрешноста на Македонија, Скопје, Битола по служби и денес има најмладиот човек во оваа мала сум јаска, а сум на 76 години. А уште други 4-5 души се по 80-85 години. Тие се. А овдека живеат толку души на оваа почва. Ме мачи, зошто се испусти? Значи,
Останаа празни куќи, еве овие што гледате, све празни се, без фамилии. Убави куќи градени со труд, со пари од Америка, со наполени за тоа време, кога се прави овие куќи, по 500, по 1000 наполени злато една куќа градеа. И сега пропаднува така. Времето си го сторе своето. Немаме ни свадби, немаме ни крштевки, немаме ни слави, како што беа едно време. Кој ќе почне по славите, по свадбите, имаше народ, сега нема. Ово е богатството на Љубоно. Низ цели улици крстари вода, лето, зима. Овде, на овие места, тука имаше само овде 2 воденици. А овдека на ово место имаше 5 огништа со корита и тамо переа невести во понеделник. Немаше машини тога за перење дома, ами зима, лето, надвори переа. Тоа шегуни, кошули, со корита, со топла вода, вареа туа. Понеделник не можеше да поминиш од невести, од жени што переа. Па Љубоно за свое време тогаш беше уз градојте, се бореше со градојте, со, да не речам со Ресен. Ресен беше подолен од Љубоно. Значи тога имаше воденци 7-8, казани 7-8 или 10, касапници имаше 2-3, бакалници имаше 4, кондураджи имаше 2-3 работилници, тишлери имаше, од сите занати имаше Љубоно. Додека во другите села, дали има по 1 или 2 воденци, занатни немаше. Продавници една, и то бедна. А иначе тука имаме добри продавници, добри касапници, добро све. Богати беа и со пари, и со имот, мал имот, големи приходи зема. Со сточарство беше. Во 35-та година не викна председникот на општината, ке ви дам рече по 10 динари дено да извршите попис на двокопитно, и денеса имам таа тетрадка, двокопитно имање, стока двокопна. Значи, не доваѓаше во обзир кони магари, иначе друго све. И јас вршим и ние попис, Ламбро Фотев, Ефтин Паспалов, сите туа шо беа. На крају сумаро низлегва 11.000 грла овци, кози во Љубоно, што сам јас го попишував кога најдов тетрадката пред една година и пол, 2, не може да биде тоа. Кај живеа тие? И почнав да читам дека Митре Фотев само во нашата мала
150 овци, 50 кози. Ефтин Паспалов, 150 овци, Стефо Паспалов, овие во малата наша. Стварно. А Пашка имаше, што има по 5, по 10 кози. Ламбров Отев, 200 овци, 50 кози. И на крају излегва е вистина, а денес немаме ништо. Лубојно за свое време се рачунаше како лозарски крај, по 50 вагони грозје годишно од Лубојно излегва. Вино, за дома, јас се сеќавам, татко ми ставаше дома, тураше грозје. 10 тона во вино, во ракија, за продажба, за пиене, за јадене, за свадби. Оваа куќа, натам ова старата, викаме, куќа, е направена 904 година. Ова е направена 922 година. Во оваа куќа живеа 14 души фамилија. 8 свадби се направени овдека. 10 крштевки се направени. Денеска седи вака. Новие чардаци, ора се игра, одај, убај, големи. Тога имаше живот. Тука ние, ето, тој одека има магазин за 50.000 кила ебока да сместам. И толку требаше да произведвам јас. Поправо татко ми. Но сега нема ништо. И Бавчи Исеков, и ние сјојдоме, кој Скопје, кој Америка, кој Канада, и денес ето ова куќа тока е празна, лувците играат. 90% е така. Ете, таа куќа е празна, таа празна, таа таму празна. Сите овие куќи наоколу се празни. И од нас данас туа се празни. Печалбарството кај нас одене надвор. Во источна Европа, во Руманија, во Русија не одеа, ама одеа во Турција, го знам, го кажува старите, јас бе во Анадол. Ами то може да почне, не знам, рано многу. А иначе ово, на запад, печалбарството, отпочна некаде од 903 година после востание и до ден денес Америка се градеше тунели за одводнување, не тунели за возој да врве. И нашите ке велја, ние работаме во тунелите, работаме на пруги. А во тоа време и платва, како што ми кажуваше татко ми, $4 на ден. Јас одев во Америка 68 на 5 септембар во Нью-Йорк стейт, Бафало градот. Некои лажат. Тоа илузија од јас одев и многу во поминав. Првото печалбарство, првиот ден на печалбар, на емигрант, дали тоа било во Австралија, дали тоа било во Америка или тоа било во Германија, тој има да помини како куќето под лесата, што веле старите. Од шо?
Прво не знае јазик. Што е најбитно за еден човек. Првите моменти, неколку години треба да помине, да се средиш со кола, да се средиш со куќа, куќата средвани, да не речам појке, ама на 50% и внучината ќе платва. Нема тука наш или тук. На американскиот собственик. Тамо е све собствено. Приватно. Фабрика, болница. Што сакаш, едино пошти. Сега на него не го интересира дали е наш, или е црн, или е индијанец, на него му е продукција, работа да изврши. И сега не нам, сите прв кој оди на работа во фабриката или било каде, тој прво се фатва за најтешката. Од најтешката работа бегај работници и ти кој ќе поднесиш молба за да те приме на работа, ти ќе те приме за таа најтешка работа. Треба, дали ќе издржиш, или треба да помине години па да смениш. Сега, да ви кажам и тоа, печалбарството многу се измена од некогаш. Што го кажува нашите татковци, или стриковци, или знам кои. Затоа што тие одеа на печалба во Америка 3-4 години се враќаа назад. Не можеа да издржи. Прво што не беа заштитени социјално. Немаше пензиска осигурување. Сетне одеа во бараки, во групи, еден стани од кревето, други легни. Стварно, претрпив болој. Научен тука да прочитам вестник. Научен тука да слушам на телевизија. Радио. Па дода кај комшијата да поправам муабет. Да се ја клам пушката до Даналов. И тој ме дојсе мене. Јас како сакаше куќата да гори, кога беше ловниот период, пјаска, 2 загари, пушката и налов. Има тешкоти. Сетне, јас научен овдека, кај Вујко, кај брачет, тамо нема. И ако имаш некој пријател, или роднина, мислам, треба да му закажиш, дали е дома во тој ден ти кога ќе одиш. Тој е на работа. Како и тука, тој што е на работа не може да седи. Ето, а јазик не, писмо не. И во Америка има гледам на телевизија, дури некој умира и вика пари, пари. На вистина, богатството си е едно, али некој и да нема богатство, животот си го прави поарен. А некој со многу богатства, животот не го прави. Ето така е. А оти, да ти речам оти, или ти да ми кажеш оти, не е сета стрека во богатство, да, и тоа се сложувам. Стрека е да ти е фамилијата во куп, да ти е жива, здрава, умна, тоа е богатството. Јас сега имам пари. Јас сум посиромав многу. Затоа што разделбата со мојата фамилија, со внучина, со снаи, со синој,
мене, да не претерам повеќе 10 години, ми оскоси живот. Тие плачи, јас плачи. Значи, што ако имам пари и сега, имам пензија америчка, имам и од тука, ама немам оно што ми е најпожелно, што ми гори срцето. Ето тоа. Утре, што ако имам? Еве, имам удобство. Го гледате сами. Убај столој, убај килими, фрижидери, бойлери, купатила, нужники, исто како што е во свето или во Америка. Термопечки. Зошто ми се? Фамилија немам тука. 2 сина имам, 2 се там. А сега, како ќе правам јас ова куќа, ако немам луѓе? Ако имам луѓе, ќе реновирам, ќе офарбам, ќе одржувам. Ама сега, за кого? Ви кажам, на постарите му гори срцето за тука. Татко ми го кажваш ово. Имало некое многу добро дете и лично, послужно домакинче од Ракицко. Ракицко е кај Албанија долу. Кај што работеше татко, работеше и тоа. Контрактор тој беше, куки праја. И керка на тој контрактор му се бендиса детето, а и на тој контрактор му влезе во кефо послушно, а то од сиромаштија, одено од страв да не го спотера. Седи работе, ки теман Ракицко. Мајката. Ко зеде тој контрактором, а зеде керка му го напрезет. Ја Ракицко јашаре. И тој може да му вика на жената му. Жено, ајде да му удоволиме желбата до зајсиме Ракицко. Со пајтони и соколи дошле до Корча. Од Корча за Ракицко сега по магарски пат. Ај зеле некој мавче тамо, отвариле куферите, хајде, дошле дома во Ракицко. Во Ракицко полојната куќата говедата, добитоку, во полојната спие тие, на рогозини, на тако. Огниште запалено, овие милионери во Америка, ама седиле 5-6 дена, ајде, да сјојме. Море да ти сера и богатство и све. И не му ојде. Тоа татко ми го кажеше жива вистина. Да трча, му кажувал тој контрактор, да трча да го граби, магарето да го бацва. Дете како што го пасел. По плечината кај што имал градено, ливачина. Ете, ми е зборо што значи тоа тој ронно место. Е тоа улиено му е во душата, во крвта. Тој не може нео да го искорени. Ето таков е живот.